Добре дојде во вестите за Бојан Кордалов, комуниколог. Говориме за лажните вести во време на корона. Пред некој ден американскиот председател Џо Бајден излезе со предупредување кое е пресериозно за да не се слушне и да не се делува. Тој алармираше дека социјалните медиуми како Facebook ги убиваат луѓето со дезинформации околу короната. Единствената пандемија всушност е меѓу невакцинираните и оние кои ги слушаат лажните вести, дезинформациите. Тоа е сериозна закана за нашето здравје, не само за американското, општо. Нели, светската популација одамна се соочува со лажните вести, но не е sejedno Кордалов кога слушаме дека луѓето стапнале на месечината и не веруваат во тоа, и луѓето кога веруваат дека вакцините се всушност 5G, одредени чипови, ќе ги набројам подоцна. Мислам дека е прво основно клучно да разбереме дека секој може да избере во што верува, меѓутоа кога станува збор за науката и научните достигнувања, јазикот е единствен. И она што мора многу детално да се направи е да се потрудиме како научните, научно базираните вести да дојдат до популацијата, и мора да разбереме дека одговорноста лежи кај сите. Секако дека лежи кај институциите, меѓутоа лежи кај секој од нас, бидејќи социјалните медиуми се канал. Но секој од нас всушност доживува атак од тие социјални мрежи и медиуми. Facebook како вели, повеќе од 2 милиарди луѓе практично дошле до вистински информации благодарејќи на нашата платформа, мисла се разбира на Facebook. Тоа е нивната одбрана. Не само Facebook. Да, не само Facebook, но таа е најмоćната која се потенцира. Еве сведоци сме на пример, ако објавиме што и да е на социјалните медиуми, веќе година и пол назад, постојано стои предупредувањето дека за официјални информации поврзани со COVID-19 треба да се посетат и води до конкретните страници, министерствата на локално, светско ниво и така натаму, и тоа е исчекор. Тоа мора да се признае. Факт е дека секојаш треба да се прави повеќе, и тоа е неспорно, меѓутоа мора да се има и одговорност. Лична одговорност. Лична одговорност ништо не значи за луѓето. Не значи ништо, но значи обврска да разбереме дека ние ги креираме содржините на Facebook. Токму некој од нас пласира одредена содржина која што стигнува до некого. Секако дека и социјалните медиуми треба да бидат повеќе внимателни, и властите, меѓутоа секако и секој од нас. Дали има истражувања во Македонија? Министерството за здравство или било која институција, иако најповикано е здравство, кој е процентот на вакцинираните, зошто одбиваат оние кои не сакаат да се вакцинираат, причини, корени, мотиви на антиваксерството? Она што можеме сите да го видиме е дека постојат истражувања колку луѓе сакаат, која вакцина ја преферираат и колку луѓе се пријавиле. Јас не сум сретнал подетални официјални информации кои што се однесуваат на причините и последиците, меѓутоа мислам дека е крајно време да се стават во прв ред тактики кои што ќе помогнат на здравствените власти пораката допре до сите. Неколку пати апелирам, ќе пренесам и тука, две од начините кои што комуникацијски е потребно да се применат се следните. Првата е дека дефинитивно мора да се ангажираат луѓе на локално ниво, локални влијателни личности од било која област, со цел да извршат влијание, не да ги примораат луѓето нешто да направат, туку да извршат влијание со својот авторитет, да ги пласираат научните информации. Тоа е светска кампања. Дури да ги тоа е, сите истражувања покажуваат научни, говорам, кои после се аплицираат практично, дури и да ги искористите оние инфлуенсери, на кои им се подсмеваме, можеби, на Инстаграм, на ТикТок, дека тоа се празни, шупливи луѓе без едукација, некои им се подсмеваме, на некои им се восхитуваме, зависно од тоа за кого станува збор, но и дури и тие да се искористат еднакво како и научни имиња, еднакво како и луѓе од забава, култура, уметност и така натаму. Во Македонија тоа не се прави. Билјана, јас не само на нив, туку мислам и на локални влијателни личности како свештеници, попови, оџи, бизнисмени, бизнисменки. Не зборувам само за тиктокер. Сите, така. Едноставно, секој кој што е своевиден канал,
кој што може да ја пренесе научната порака. Да. Тоа е многу важно да се направи. Не мислам само на јавни личности, дали се на социјалните медиуми или во класичниот медиумски простор, туку мислам на локално ниво секој кој што е влијателен, за да може да се кажат точните и научните информации. Тоа е многу битно, заради тоа што на крајот на краиштата оваа пандемија ни покажува дека колку сме вложувале и нашето општество и сите други општества во граѓаните на пристап до електрична енергија, до тоалет, до канализација, до многу други основни работи кои што во главниот град во делови не ги чувствуваме, но очигледно многу други места ги има, толку ни се враќа. Сега, ако сакаме информираноста да ја покриеме покрај традиционалните медиуми, особено телевизиите, радијата и весниците, како што играат позитивна улога, мораме тоа да го мултиплицираме на локално ниво. Значи да се обидеме сите канали да ги искористиме за да пораката дојде. Да. Не можеме. Но тоа не се прави. Се, значи, ние говориме... Во моментот не. Еве сега ќе ви цитирам одговор од Министерството за здравство, дека се следи и мониторира состојбата на социјалните мрежи, се детерминира дали станува збор за класични ваксери или пак загрижени, збунати кои наидуваат на лажни информации. Им е потребна вистинска информација, правилна, констатира Министерството, се апелира и потенцира, но практично нема кампања. Зошто не им понудите? Вие сте експерт токму за комуникологија, социјалните медиуми се вашата експертиза. Мојата понуда е јасно кажана и јавно упатена секогаш кога била не само вие, туку и одреден број на луѓе кои се токму стручњаци. Мислам дека има голем број од луѓето вклучени, меѓутоа мора да разбереме дека сме сите во ова. Сите сме и затоа треба да се делува. Еве, кои се примерите? Зошто треба да се делува? Примери се разбира на теорија на заговор. Зрачат вакцините, авионите летаат и не запрашуваат за да убиваат, а не короната. Привлекуваат вакцините метал. Значи, ако влезете во продавница, јас и вие имаме вакцина, можеме да ги привлечеме сите ситни пари кај нас, или пак да влеземе во продавница кај што се продава есцајк и да ги привлечеме ножевите и вилушките. Да се упрости, да се вулгаризира, но така изгледаат верувањата на луѓе. Истражувања има на светско ниво дека не станува збор за необразовани луѓе, дури и поголем дел од образованите веруваат. Пред само 2 дена видов регионална кампања на соседна држава која што не се однесува на вакцинацијата, туку на екологијата, меѓутоа мислам дека е корисен пример. Вели вака: секогаш кога ќе фрлиш ѓубре, човек на годиште на твојата мајка или татко треба да се наведне и да го собере. И тоа е начин како пласирате јасна порака која што допира до луѓето и наоѓа примена кон совеста, кон она да ги менуваме работите. Во делот на вакцинацијата или во делот на превенцијата на COVID, комуникацијата е многу важна. Можевме да видиме различни примери, меѓутоа факт е дека веќе повеќе од 50% се сведува на начин како ќе се комуницира. И тоа не е само комуникологија, туку многу пошироко поле, каде што и медиумите, и институциите, и граѓаните мора да се осојузат. Да. Меѓутоа, ќе потенцирам, многу е важно како вистинските информации да стигнат. Ако ние ги бркаме овие информации и се бориме со ветерници, никогаш нема да успееме. Но ако ние цитираме факти, ако цитираме вистина, цитираме примери, искуства од минатото, кои што се применливи денес, придобивки, меѓутоа, вториот дел, тоа сакав да го кажам, што е многу важен, сведоштва на луѓе кои што се бореле со вирусот и зошто препорачуваат да има вакцинација, односно луѓето да го ја прифатат научното достигнување, многу повеќе ќе се успее. Додека се бориме со ветерници, додека се караме кој е паметен, кој е во право, успех нема. Се закупуваме, тоа е комуникацијска наука и став, се закупуваме сите во своите ровови, никој не излегува никаде, значи поместување нема да има, само ќе се тоне под лавото. Но значи треба да се работи на тоа. Еве ги бројките кои ги добив од Министерството за здравство. Заклучно со сабота во Македонија се аплицирани 729.044 дози вакцини. 455.000 повеќе се прва доза, не е важно и овие од втората доза ќе ја добијат и втората доза кои се со прва, но оваа бројка 729.000 е премала. Видете, иако немаме попис, да предпоставиме, Мислам дека со оглед на
сиромаштијата генерално која што владее во Македонија, пристапот до дигитални технологии, изразување интерес за вакцинација, пристапот дури до матични лекари и така натаму, мислам дека во одредена фаза мора да разбереме, веќе доцниме, дека многу помалку треба да чекаме интерес, а многу повеќе треба да нудиме, како власт изборувам, можност за вакцинација. Бидејќи, например, луѓе кои што живеат во Зелениково, што е на речиси 40 километри до Борис Трековски салата, не може да очекуваме дека ќе одат во салата. Меѓутоа со теренската вакцинација и со јасниот распоред и комуникација на распоредот треба да очекуваме да постигнеме многу поголем напредок. Меѓутоа сам по себе нема да се случи. Добро, но говориме сега и да се работи не само на теренско вакцинирање, туку и на работа, на кампања, зашто голем број дел од овие луѓе кои не се вакцинирани се предпоставува затоа што не се знае дека се плашат. Мислам дека имаме преголем број на аплицирани вакцини за да се плашиме да водиме кампања. Ако на почетокот, како и се што е ново, може да создаде природен некаков страв, денеска зборуваме за, вие рековте, 700.000 дози. Значи, зборуваме за нешто кое што многу помалку во кампањата треба да се базира на страв, а многу повеќе на можност и мотивација. Не мислам две работи. Првата работа дека заканите од било кој тип може да помогнат, ниту мислам дека рестрикции не мислите. Светот почна да наметнува рестрикции. Оние кои немаат вакцина нема да имаат многу права. Ајде вака. Јас верувам во позитивност. Значи не рестрикција дека ќе те казнам, туку ќе додадам повеќе за оној кој што ќе избере. Да дадете пари, мислите го нека како што се даваат пари? Нека бидат и пари. Било што повеќе можности, бидејќи вие ако кажете нема да излезеш од дома, вие ќе создадете уште можеби поголем револт. Но ако кажеш дека имунизирани, вакцинирани така натаму ќе можат без рестрикции да се движат, нема да треба да плаќаат за PCR тест, нема да треба да чекаат голема процедура на аеродром која што не ја наметнувате вие. Тоа рестрикции. Не се рестрикции. Не мора вие лично да ги наметнувате, но се ги ослободувате, не. Исто е, но не е севкудно, бидејќи на овој начин вие ги ослободувате од комплицирани постапки. Но пак им ги кажувате наметнатите рестрикции. Кажувате од што понатаму може да се ослободат. Пример, американската администрација од старт кога започна масовната администрација имаше постојано на официјалните веб страни објавувано што после втората доза, кога ќе може да се извади маската, како ќе може да продолжи да се живее, че едноставно се промовираше позитивната примена и придобивка. Да, ве разбирам. Добро, јас ви благодарам за овој разговор, Бојан Кордалов, комуниколог. Благодарам на вас. Благодарам.